Илиевски 23 кој што прашува колку протеин може телото да апсорбира максимум во еден оброк. Илиевски на оваа тема најдов доста истражувања и клинички студии и тези. Она што е општо прифатено од науката е дека на дневно ниво максималната количина на протеин која што може телото да ја консумира е 1,6 грами на килограм телесна маса. Тоа значи, ако имаш, не знам, 100 килограми, значи дека твоето тело ќе може да апсорбира 160 грами на протеин. Но повторно тоа не значи дека седнувам во еден оброк и ги јадам тие 160 грами, туку значи дека треба да ги распределиш во најмалку 4 оброци. Затоа што па моќта на телото за апсорбција во еден оброк, доколку не си физички активен, е 0,4 грами на килограм телесна маса. Доколку си физички активен, зборуваме за физичка активност со тежини и можеби по-честа фреквенција на вежбањата, максимално што може телото да апсорбира е 2,2 грами на килограм телесна маса. Тоа значи, доколку си физички активен денес, 2 грами до максимум 2,2 грами, значи се зависи што ти е целта. Ако си човек кој што има амбициозни цели да гради мускулна маса, тогаш треба да одиш до 2,2 грами на килограм телесна маса, но доколку не ти се такви амбициозни целите и си рекреативец, и вежбаш лично ради себе, тогаш и 1,8 и 2 грами на килограм телесна маса ти се во ред. Во денови кога не вежбаш, тоа значи 1,6 грама на 1 килограм телесна маса. И секогаш труди се да ги распоредуваш во најмалку 4 оброци, најоптимално 5, затоа што повеќе од таа количина во еден оброк, телото едноставно не може да ја апсорбира и ќе треба да ја исфрли или да ја складира некаде во себе си, односно во системите и во телото.